Кога политичарите молчат или ја менуваат темата? Тогаш, кога ќе им се постави прашањето за реформи на пензискиот систем. Зголемување на старосната граница. Зголемување на придонесите и менување на заменските стапки. Режење на буџетскиот дефицит на ПИОМ. Болни теми, но во подкастот Каде се парите со мене Горан Теменугов за се дебатираме. Отворено ќе прашаме дали дефицитот на ПИОМ е нелогично надуен. Секако ќе дадеме и одговор на прашањето кое на прв поглед личи дека е многу јасно, а тоа е кога се пензионираме. Темата ќе ја прошириме и со проблемот на демографијата и работната сила. Од ова во иднина ќе треба да се финансира и да функционира фондот за пензиско инвалидско осигурување. Гледајте не. Да, најавивме дека пензискиот фонд ќе биде тема на оваа епизода, значи за првиот стоп, зборувавме за вториот пред неколку епизоди и нема да го поставам прашањето дали ќе се исплаќаат пензиите, бидејќи пензиите ќе се исплаќаат во секој случај, се додека постои организирана држава Македонија, пензиите ќе се исплаќаат. Да, ќе биде прашањето можеби која ќе биде цената, односно колку ќе се зазема пари од буџетот, од централниот буџет, дали тоа ќе расте нагоре или надолу, тоа е друго прашање, но дали ќе се исплаќаат, и затоа со тоа прашање нема да се занимаваме ние во подкастов и да ги најавам гостите, бидејќи во она што се вика тизерот во најавата, не ги споменав. Со нас ќе биде директорот на Фондот за пензиско инвалидско осигурување Никола Мемов. Добре дојдовте. Добро најдов. И универзитетскиот професор Лазар Јовевски со 2В, добро да не сгрешам, инаку советник на премиерот за труд и социјална политика. Добре дојдовте и вие. Благодарам на поканата. Да, значи ќе зборуваме за тоа што ретко се зборува во јавноста, а тоа е за реформи на пензискиот систем, што се случува со пензискиот систем, но и ќе ја прошириме темата како што најавив малци и на демографијата и на работната сила, бидејќи тоа е у суштина прашањето што треба да се одговори како ќе се движат овие два параметра за да знаеме што да очекуваме со првиот стоп на пензиското осигурување. Ајде да не должам многу, да почнеме со господинот Мемов. Првото прашање ќе ви го поставам, бидејќи кога се гледа буџетот за 2026 година, се 62 милиарди директни трансфери има од буџетот кон Министерството за труд, односно за социјална политика, демографија и млади, труд е сега во економија. Тоа се 60 и тоа е 1 милиарда што се трансферираат. Вие цело време во јавноста велите вистинскиот дефицит е само 30 милиарди. Зошто има разлика, еве да речеме, од 32 милиарди во бројките, бидејќи вие како да не ги признавате овие 32 милиарди денари? Не дека не ги признаваме, ги признаваме таман работа. Прво да ја поздравам иницијативата ваша на овој подкаст, малку да разговараме од поинаков агол околу пензискиот систем, околу фондот за пензиско инвалидско осигурување. Добро е граѓаните да разберат суштината на функционирањето на фондот за пензиско инвалидско осигурување, меѓутоа и генерално пензискиот систем во државата. Ова тема е многу конзервативна, ама и комплексна. Така да не може еве било кој директор или од страна на некој представник на владата да го објасни системот во една изјава или не знам во краток, во две реченици. Затоа ја поздравувам иницијативата да можеме слободно, еве заедно и со професорот, да ја доловиме суштината на пензискиот систем во државата, за да можат граѓаните да разберат уствари што ние тоа работиме, затоа што пензискиот систем не се само исплатата на пензиите. Ги спомнавте бројките околу буџетите, трансферите од владата и така натаму. Точно е дека констатацијата ваша во најавата точно е дека не би требало да се дискутира, односно да се поставува по знак прашање исплатата на пензиите. Тука тоа прашање е апсолвирано, законски е регулирано и практично додека постои државата ќе имаме сигурна исплата на пензиите. Затоа што едно треба граѓаните да бидат свесни и да им биде јасно. Сигурноста на пензискиот систем ја гарантира владата на Република Македонија. И тука средства за исплата на пензиите секогаш ќе има.
Да, но И ви проблем е тие благодарам. бројките Ви што благодарам и за тоа ви благодарам на почетокот за констатацијата дека околу таа дилема не би требало да има никаков проблем да се дискутира во иднина. Сега, кога зборуваме за предизвиците околу начинот на исплата на пензиите, околу прибирањето на средствата и така натаму, да, владата има своја обврска да преку овие што се директните трансфери, преку Министерството за финансии, Министерството за социјална политика, до ПИОМ да ги покрива недостатокот на средства што се во однос на дефицитот од прибирањето на средства по основ на придонеси за инвалидско осигурување. И ако ја гледате структурата на буџетот за 2026 година, убаво може да се видат бројките дека за исплата на пензии за следната година предвидени се 117 милиарди денари, по основ на изворни приходи во фондот на пензијско инвалидско осигурување предвидени се прибирање на 87 милиарди денари, а вкупниот буџет на фондот за следната година е 151 милиарда денари. Сега ги спомнавте овие трансферите од 62 милиарди денари, структурата на тие 62 милиарди за пошироката јавност да знае, тие се наменети, тоа се 1 милиарда евра практично пари на граѓаните од буџетот. Тоа е 1/7 од целите расходи или 1/6 од приходите што ги има во буџетот. Тоа е сериозна голема сума. Апсолутно се согласувам, да, но структурата на буџетот за 2026 година, ако видите, основните приходи во буџетот се околу 350 милиарди денари за целокупниот буџет на државата, од нив 150 се за фондот за пензиско. Од кои што 117 или околу милиарди 900 милиони евра се за исплата на пензиите. Сега да се вратам на структурата на овие трансферите од владата. Тие се околу 62 милиарди денари или околу 1 милиарда евра. Практично 30 милиарди денари недостасуваат за директна исплата на пензиите. Тоа на први што треба да се На први што се исплаќа, за нето исплата на пензиите недостасуваат во буџетот околу 500 милиони евра. Ова разлика, значи овој недостаток, ако се направи на проста математика, ќе се види дека покачувањето на пензиите од 7.000 денари за следната година на 340.000 пензионери по 7.000 денари за 12 месеци е околу 29 милиарди денари. Остатокот од 32 милиарди денари, околу тоа се исто така 500 милиони евра, се за здравствено осигурување на пензионерите, кој што исто така го покрива фондот за пензиско инвалидско осигурување и тоа здравствено осигурување изнесува 13% од бруто исплатената од нето исплатената пензија. И тоа се некаде околу 15 милиарди и околу 18-19 милиарди се трансфери кон 19,9 мислам за да буџетот 26. Кон вториот столб, трите пензиски друштва во вториот столб, тие се во бројки изразени средства 6% од придонесите за пензиско инвалидско осигурување. Морам да ве прашам, пред да професорот да проширеме малце и темата, зошто ПИОМ ги плаќа здравственото осигурување кога вие немате пензионерите не остваруваат никакви доходи, туку тие се пасивни привачи на примања. Зошто ваша обврска е да плаќате здравствено осигурување на пензионерите? Тоа го зголемува у суштина дефицитот што го имате. Зошто така тоа не си оди директно владата без да го книжи преку вас? Малце е нелогично во се ова. Тоа прашање е добро да се отвори во јавноста. Фондот за пензиско инвалидско осигурување така е предвидено во законот. Значи во закон се менува во собрание така. Апсолутно, да. Во законот е предвидено дека 13% од нето пензијата треба да се плаќа за здравствено осигурување на пензионерите. Дефицитот од околу 230 до 250 милиони евра практично е за по основ на здравствено осигурување на
пензионерите. И ова прашање може да се отвори во јавноста. Дали е добро да здравственото осигурување на пензионерите оди преку фондот за пензиско или владата може да го трансферира овој, односно да го покрива ова здравствено осигурување директно во фондот за здравство. Отворено е прашањето. Отворено е прашањето зошто ова го зборуваме, бидејќи кога ќе се видат бројките, вие спомнавте 151 милиарда за вкупно функционирање на ПИОМ, се на пензискиот се потребни за 2026, изворни приходи се 87 милиарди, некаде со односот е 57 спрема 43% во однос на изворните приходи, значи недостасува 43% од парите за да може да функционира ПИОМ како што би требало во текот на целата година. Професоре, слушнавме отворени прашања, но сега она што мене ме интересира, вие го советувате премиерот и во таа улога и сте викнати и како универзитетски професор, но многу имаме страв во јавноста да зборуваме за реформи на пензискиот систем. Гледаме дека имаме проблеми со функционирањето. Дали веќе почнува да се подготвува теренот и отворено да почне да се зборува дека нешто мора да се преземе? Па токму и нашава емисија денес и моето прифаќање за гостување овде е оди на линија нова што го поставувате вие како сега, како една дилема или како можеби риторичко прашање. Навистина проблемите не се решаваат ако се премолчуваат или ако се ставаат нели подмас или подчерга вели нашиот народ. Така да дефинитивно се слагам со и со она што го кажа директорот, а и вие како еден вид на иницијатива која што го преземате и за тоа уште еднаш честитки да се отвараат темите, да се разговараат, да се споделуваат размислувања. Не мора за се да се сложиме, но впрочем убавината на дебатата е токму во тоа да ги соочиме нашите ставови и да дојдеме можеби ако сме доволно паметни, мудри, доблесни и до решение кои што ќе бидат вин-вин. Што би значило вин-вин решение во целава оваа приказна поврзана со пензискиот систем и пензиската реформа за која што повеќе или помалку низ децениите наназад слушаме, па и нели делумно ја спроведуваме со одредени законски интервенции. Според мене, вин-вин ситуација би било кога пензискиот фонд би бил во одлична кондиција, значи дефицит нула, туку би остварувал и суфицит, значи би имал некои своји приходи, како што например тоа го прават скандинавските фондови, каде што дел од средствата имаат право и да ги вложуваат во како што е вториот столб, нешто слично кај нас и така натаму. И каде што пензиите би биле на едно ниво, на достоинствено ниво, кое што ќе значи достоинствен живот за пензионерите, односно за луѓето, за нашите сограѓани, за нашите родители, баби, дедовци, кои што се во третата доба од својот живот. Но тоа е нели сега вака би рекол она идејата, така, идеалот. Да се надеваме како би било, што би било кога би било, али сега така, треба да се дојде до некаков вин-вин. Но вистинското прашање е одлично го како да дојдеме ние сега до оваа ситуација. Со ограничени финансиски ресурси во моментов, држава Македонија зборувам, со законска номенклатура или структура, законска правна рамка која што ја имаме пред нас, очигледно ние ќе можеме да оперираме, да се врамиме, да се ставиме во позиција во умешност на возможното. Да го направиме она што е во моментов возможно. Што е возможно? Па возможно е ова што го отворивте со директорот како за размислување. Зошто? За да дојдеме до чистата бројка, да видиме што се случува реално во фондот во финансискиот дел на фондот за пензиско инвалидско осигурување. Не во организационо структурални, не во внатрешните аспекти на функционирање, туку во финансискиот дел да видиме што се случува во фондот за пензиско инвалидско осигурување. Да видиме дали здравственото осигурување и понатаму треба да остане дел од фондот за пензиско инвалидско осигурување, односно фондот за пензиско инвалидско да врши услугата, така да кажеме, на исплата на здравственото осигурување за пензионерите. Да, може како што споменавте и пред малку, тоа да биде и фондот за здравство, може да биде некој друг орган, може да оди директно по инак. Значи има модуси, начини како тоа да се реши. Ако ја тргнеме таа бројка, и ако видите бројката која што оди во вториот столб околу 6%, која што ги спомна исто така директорот, веќе доаѓаме до бројката која што е реална, односно се уште има дефицит, но тој дефицит е многу помал од она што го споменавте на крајот, како да го кажам заклучок со директорот, 40 и кусур проценти каде што се јавува. Значи тоа не е тој вистински број. Така, некаде околу 18% поени понизок ќе биде околу 25%. Па можеби нешто малку повеќе, но да видиме сега, да не зборуваме за весели математики, кога тоа сето би се тргнало, кога сето тоа убаво би се пресметало, би дошле до одредена бројка да видиме што е
кој е тој дефицит, односно недостаток на пари, на средства кои што треба фондот за пензиско инвалидско осигурување и остали. Од кога ќе дојдеме до таа состојба, тоа е само стартот, тоа е почетокот. Всушност, зашто почетокот? Тоа е почетокот за следните чекори каде што ние би требале да преземеме одредени активности како држава, како влада, како општество генерално во сите аспекти да ја подобриме таа состојба. Сега доаѓаме памтете ако дозволите, подобриме таа состојба, повелете Ако дозволите само мало дополнување на професорот. Дефицитот со законот, со реформата од 2005 година е планиран, очекуван. Државата во тоа време предвидело дека ќе има дефицит, затоа што 1/3 од придонесите што се собираат по основ на транзицијските трошоци по основ на инвалидско осигурување одат во вториот столб и тие таму се акумулираат и се оплодуваат. Точно е дека ако се тргнат овие транзицијски трошоци, кои што не се малку, тие се околу 300 милиони евра на годишно ниво. За следната година толку се планирани. Над 300 милиони евра. Практичниот дефицит за исплата на пензии, недостатокот на средства е околу 25%. Сега, реформата што беше направена 2005 година и бенефитите од таа реформа државата, односно и фондот и пензионерите ќе можат да ја почувствуваат во поголем обем, дури за десетина години, од 2035 година, кога ќе имаме ние плюс-минус, се почнува од 2030 почетокот, така почнува и кога ќе кулминира 2040. Кога ќе имаме поголем број на корисници пензионери од вториот столб, се очекува после 2035 година, да се разбереме, ние исплатата на пензиите од вториот столб и денеска ја имаме. Ние имаме околу 200 корисници кои што веќе се корисници. Тоа е незначителен број, кои што се веќе корисници од вториот столб. Меѓутоа, генералниот заклучок е дека реалниот дефицит на државата за исплата на пензиите е околу 25%. Така, сега, доаѓаме до 25, сериозна бројка. Сериозна бројка, меѓутоа треба да се знае дека уште еднаш ќе потенцирам дека од септември 24 година до ден денеска или до март 2026 година пензиите се зголемени за 7.000 денари месечно на секој пензионер. 6 ќе бидат уште 1000 Сега се 6 ќе бидат уште 1000. Но доаѓаме на како да се дојде до некоја одржливост. Во најавата јас кажав дека многу се бега од прашањата кои што во минатото на мала врата можа ги спроведува како реформа СДСМ и успешна беше таа реформа во 2018 кога го зголеми придонесот за 0,8 процентни поени, но никој не сите политичарите, но и јавноста не сака да зборува дали може да се зголеми старосната граница, не збориме за 3 години, тоа веднаш од утре да почне, може и за година дена да се зголеми на 65 да биде, тоа ќе биде релаксирање на фондот. Зошто да не се размислува да се зголемат и придонесите што се од бруто плата што се даваат во фондот за пензиско инвалидско осигурување. Едноставно неколку опции што може заменските стапки да се видат дали може да се коригираат, бидејќи во 2018 и тоа беше у суштина најголемата реформа што помина, што се вика под радарот, со менувањето на заменските стапки, односно намалувањето, и така се релаксираше фондот. Зошто не сакаме да зборуваме и го ставаме тоа ад акта завршена работа и никој не сака да зборува за тоа? Толку ли е болно темата? Да, болно е. За мене како граѓанин е болно, бидејќи наместо на 64 ќе треба да одам на 65 години во пензија. Но на крајот од денот се смени старосната структура, староста ни се смени, витални сме за да работиме на 65 години. Јас би сакал, ако дозволите овде да се надоврзам и на директорот што го кажа, бидејќи знам дека и он ќе има што да каже од своја страна. Дојдов до онаа точка пред малку како да го решиме проблемот. Така е. Вие сега во вториот вовед веќе ги давате одредените можни решенија кои што не се на линија на разговор, нели, уз кафе само да разговор, него на вистина тоа се решенија кои што имаат реална основа. Каква реална основа? И правна и економска. Имено една план А.
и ќе изнесам неколку планови, можни хипотези, можни планови како да се развива пензискиот систем. Нас не е многу важно, она што го кажавме пред малку. 2030, односно веќе 2035, кон 2040, да имаме стабилен пензиски фонд, затоа што тогаш не очекуваат одредени давачки од фондот кои што ќе бидат со друг, би рекол, опфат, друг капацитет, друг обем, по друга основа. Всушност, односно вториот столб се активира во полн капацитет и во полн обем. Имено, до тогаш ние треба да размислиме дали е потребно да се зголема повторно придонесот. Тоа што ќе значи? Тоа ќе значи дополнително оптоварување за компаниите, а индиректно оптоварување за самите осигуреници, односно за работниците, за вработените. Значи на крајот на денот платата на вработениот може нема да порасне бруто, но ако порасне придонесот, тогаш нетото ќе се намали. Значи, проста математика. Тоа е едната опција. Значи ако веќе се оди на тоа, треба да се види кој е капацитетот, сега под анализата на бизнис секторот во Македонија. Ако се оди по планот А, колку ќе може тоа бизнис секторот да го изнесе и колку тоа ќе влие по тоа на платите. Вториот план, планот Б е да остане статус кво како што е сега, но за да биде вака, нас ни треба една добра кумулација на работна сила, односно процентот не само да не паѓа понатаму во однос на пензионери вработен, туку ни треба да имаме еден сооднос кој што ќе значи и поправање, зголемување на бројот на вработени, процентот наспроти бројот на пензионери. Тоа е 2,2 според некои математики, сега е 1,7. Значи 1,7 вработен издржува еден пензионер. Треба да се зголемува, не да се намалува. Значи за да останеме на статус кво. Тоа е исто така легитимно за размислување. Како ќе го постигнеме? Кога не математиката зборува дека немаме од каде да ги исцрпиме. Ова е невозможна мисија. Јас не би се сложил, еве јас исто реторички се поставам кон ова. Прашувам и давам одговор. Велам не. Зошто невозможна мисија? Имаме навистина одлив на луѓе од Македонија, навистина заминување. Пазарот на трудот навистина доживува промени кои што ги нема искусено во последните не 35 години. Рачунете кризата во економијата не е од 95-та, 6-та, 2000-те или не знам. Уште од 80-тите години, од минатиот систем ние се носиме, значи од 84-та е констатирано во Југославија огромен дефицит. Инфлацијата е расте на 250% на годишно ниво во тогашна СФРЈ. Значи стабилизацијата доаѓа дури при крајот кога е премиер Анте Марковиќ, кога имаме една би рекол економска стабилизација, но тоа многу кратко трае за да се почувствуваат ефектите. И што се случува кај нас? Влегуваме во 90-тите, осамостојувањето и транзицијскиот период, односно трансформацијата на економијата, пропратена со приватизацијата, која дополнително ги расклимува економските, би рекол, параметри, фундаменти, темели на целиот систем. Нормално животот продолжува, ние мораме да одиме понатаму и одиме понатаму. И сега во цела оваа приказна нас константно ни се случува намалување не само на работната сила, туку ги гледаме и демографските аспекти за кои што еве испомнавте во најавата, а тоа е паѓање на наталитетот. Македонија веќе влегува во земјите кои што во Европа каде што имаме на поголема смртност отколку раѓање на нови деца. Како ќе дојдеме до нова работна сила? Со зголемување на наталитетот. Тука мора државата да помогне. Мора да помогне на младите брачни пари, прво луѓето да бидат охрабрени да бидат во заедница. Бидејќи тенденција е, статистиката го покажува и професорите аналитичарите кои се занимаваат со семејство, со брак, со социолошките и психолошките аспекти на семејството, ги забележуваат дека тенденцијата кај младите е да не се во заедница, односно се функционираат премногу индивидуално. Значи многу потешко се наоѓа заеднички јазик во заедница која е на крајот нели треба со брак да. Но е конзервативно гледање ова. Не е баш конзервативно, туку е по мене суштинско гледање за решавање на фундаментални и суштински проблеми во општеството. Бидејќи видете, ние можеме да разговараме за пензиски системи, добро кажа директор, дека постои државата, системов не може да пропадне, но ако немаме луѓе во државата, се постава прашањето. Ако се сведеме на 44-та на 1.200.000 жители, според некои параметри, да, ние сме 2 милиони нешто, но реално во Македонија физички присутни во државата еве сега пред празниците се негде околу 1,5 до 1.600.000 луѓе. Ме разбирате? Так. Значи имаме сериозни предизвици кои што потоа имаат рефлексија на економијата, на самите економски параметри, бидејќи пазарната економија е економија на потрошувачи. Тоа треба да ни биде на сите јасно. И ако имате вие голема група на луѓе, население, популација, која што е спремна да троши,
тогаш ги раздвижува економските параметри. Тоа е на долг рок. Но еве едно прашање и вие успеавте да го избегнете, да не се сакате у политика да влезете. Најмалку не избегнав прашање, но бидете слободен да ме потсетите што го избегнав. Тоа е за старосната граница. Никој се не сака да ја зборува. Сакав до тоа да дојдем. Баш одлично. Сега старосната граница е планот В или С, како сакате кажете. Еден од начините да се држи самиот пензиски систем во кондиција е зголемување на старосната граница. Кај зголемувањето на старосната граница не се влијае само на пензискиот систем, се влијае и на пазарот на трудот. Тоа треба да му биде на секому јасен. Значи, старосна граница ние може да покачуваме, може пензискиот систем да ни е во одлична кондиција, но може да покачуваме заради флуктуации или заради состојба на пазарот на трудот. Европска тенденција е, сега не кажувам јас дека ние тоа треба да го направиме, но потенцирам дека европска тенденција е да се зголемува старосната граница со оглед на долговечноста пред се на европјаните, која што од Втората светска војна па наму константно се зголемува и работоспособното население, односно народски кажано луѓе кои што се во кондиција, во здравје, во сила, може да ја поместат онаа граница од 60 на години веќе над 60 и кусур 65, па еве гледаме одредени земји, меѓу кои дури и Франција која што има баш конзервативен став по однос на прашање, ги поместува границите и оди веќе на 65, односно се инклинира кон 67. И под поента. Да, им се побунија, сега ќе ве прашам истото прашање. Вие сте сепак и политичар. Но таму се уште стои како законско решение. Паѓа владите заради тоа и тоа. Па секако они се многу радикални во однос на социјалните политики и затоа не се донесе Европскиот устав, ако се сеќавате на времето па се донесе Лисабонската декларација. Но само под поента. Самото зголемување на старосната граница, да не забораваме дека беше применето веќе во Македонија како доброволно продолжување на работниот однос до 67 години на барање на работникот, на работниците, без при тоа работодавачот да има право да стави вето, односно да не го прифати тоа. Значи, со други зборови, беше до пред неколку години, доколку работникот побара да работи до 67, работодавачот е должен тоа да му го овозможи, нели, година за година. Соеше до 31 август во оваа година за одредени сектори. Тука време е за првата пауза за пријателите на подкастот, но ќе ви го поставам првим прашањето. Вие сте политичари, ако сте и директор на ПИОМ, вие доаѓате од коалициониот партнер, знам, значи портпарол сте таму, но еве и политичко прашање, не само како директор, би прифатиле, би иницирале, прифатливо ли е, например, да се зголеми за 1 година, 2 години старосната граница за пензионирање вас како коалиционен партнер, или и тоа не доаѓа ни подразно? Сега ќе направиме мала дигресија и ќе се вратам на вашиот увод на втората тема, практично што ја отворив. Околу стабилизацијата на пензискиот систем, а ќе дојдеме и до ова. Не е дека се избегнува прашањето или се избегнуваат одговорите. Напротив, затоа и сме денеска тука да дискутираме за сите отворени прашања по однос на пензискиот систем. Спомнавте 2018 година реформи и така натаму. Успешни реформи. Не секоја мерка што ја носи владата може да се третира како реформа во било каков систем. Зголемување на стапка на придонес и така натаму. Тоа не е реформа, тоа се мерки кои што имаат краткорочни импакти врз буџетот од фискален карактер. Од фискален карактер. Кога зборуваме за стабилизација на одреден систем, еве сега зборуваме за пензискиот систем. Јавноста треба да знае дека системите, пензиски систем, здравствен систем, политички систем, економски систем, безбедносен систем, тие се, според мене, 5 основни системи или столбови на кои што почива државата. Не е основната цел да се стабилизира или да се дестабилизира еден од овие столбови. Не е тоа примарна цел на државата. Примарна цел на пензискиот систем и на фондот за пензиско инвалидско осигурување е две цели има примарни, како основни функционалности. На време на исплата на пензиите, секој први во месецот, зборуваме за покачени пензии, и втората функционалност е обезбедување на правата за пензиско инвалидско осигурување. Сега,
Кога зборуваме за стабилизација, погрешна е тезата дека сега ние треба примарна цел да го стабилизираме пензискиот систем. Да, кога ќе имаме ние доволно економски раст, огромен буџет, ние ќе имаме фискална стабилизација на сите овие системи. И на пензискиот, и на здравствениот, и на безбедносниот систем. Меѓутоа, како што овакви предизвици има во сите држави во Европската унија, без исклучок, освен скандинавските И земји. Австралија баш проучува што е толку актуелен австралискиот, ке збориме за моделите. Еве ги, значи Добро. скандинавските фондови, фондот за пензиско инвалидско тамо во Канада, тие се системи каде што не се само пензиски фондови, него тие се практични инвестициски фондови, затоа што располагаат со големи средства, имот и удели акции во државните компании, поготово во нафтената индустрија. И тие таму инвестираат средства и имаат по други услови работа. Кај нас основната цел на фондот и на владата практично за функционирање и на пензискиот систем е овозможување на нормален живот, стабилен живот на возрастните граѓани кои што својот придонес го дале во текот на својот живот, дале за општествен бенефит за државата и сега не можат веќе да работат и треба да си овозможат стабилен, мирен живот во текот на старост. Ајде да прашањето за старосната За граница. старосната граница. Континуирани се барањата и од ММФ, и од Светска банка, и до фондот, и до Министерството за социјална политика, верувам и до кабинетот на премиерот, до владата. За зголемување на овие на старосната граница и зголемување на стапката на придонес. Просечниот век на користење на пензијата во Македонија е 11 години. Ако се зголеми, ова е моje лично мислење сега, ако се зголеми стапката на старосната граница на, не знам, 65, 66, 67 години, се намалува време користењето на користење, на пензијата. Логично, нели? И се доведува во прашање сега смислата на постоењето на пензискиот систем. Некој да плаќа 40 години придонеси, а да може да го користи бенефитот од таа пензија, не знам, 7-8 години. Јас размислувам малку поинаку предприемачки. Не е целта, ако зборуваме сега за фискална стабилизација на фондот, еве и за пензиско и за здравствено, како сакате. Не е само преку прибирање на придонеси и на кратење на трошоците. Зголемувањето на старосната граница значи кратење на трошоци. Да. Во економијата, во бизнисот, тоа е конзервативна методологија или метод за зголемување на обезбедување на стабилноста на одредена компанија или еве во овој случај фондот. Јас сум поборник на другата теорија, ова што и професорот го кажа. Наместо да се зголемуваат, наместо да се намалуваат трошоците, во овој случај зголемување на старосната граница, јас сум поборник да се зголемуваат приливите, преку обезбедување на пасивни стримови на приход, кои што ќе го помагаат функционирањето на фондот, односно финансирањето на фондот. На што мислам овдека? Ние како фонд, како управен одбор на фондот и како нов менеджмент, еве година и кусур, ние дадовме сет на 14 и на 15 мерки, како и на кој начин да се обезбеди подобро прибирање на средствата во фондот за пензиско. Од друга страна, државата мора да се обезбеди механизми да се ги наплати своите побарувања во целост по сите основи. За овие предлози, може ли после кусата пауза за нашите пријатели ќе се вратиме што предлагате за да се зголемат приливите, а за да не се намалат расходите, односно да нема зголемување на старосната граница?
Добро, значи дефинитивно не сте за да се зголеми на 65, 66. Јас го поддржувам ставот на владата, кој што е јасно изразен во текот на минатата година, каде што предлозите на фискалниот совет од лани не беа прифатени и тие не се составен дел на фискалната стратегија за 2025-2029 година. Океј, време е за првата пауза за нашите пријатели. Најчесто тоа го правиме на 25-та минута од разговорот, но сега добар пола сат разговаравме, бидејќи пензиите се интересни, сите не засегаат што работиме и што се надеваме дека ќе дочекаме 64 години, а нели сите се надеваме дека ќе поживееме и ќе се порадуваме да не работиме ништо, а да имаме некоја паричка во џеп. Затоа време е за првата пауза, па се враќаме веднаш после нејзе да продолжиме со разговорот. Се надевам дека ви е интересен. Знаеш што ги прави празниците магични? Таа неодолива насмевка за тебе, омилениот колега. Возбудата која носиш со само еден потек, како прав другар. Радоста која не можеш да ја сокриеш. Оваа наискрена реакција која едноставно не можеш да изглумиш. И сите оние мали моменти кои те инспирираат за нови изненадувања. И овие празници споделуваме добри дела со оние што ни значат. За во новата година да бидеме уште посрекни, повесели, подобри. Срекни празници. Витаминка. Да, продолжуваме со подкастот, разборуваме за пензискиот систем. Гости Никола Мемов, директор на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, и Лазар Јовевски, со 2 В да не испуштам, универзитетски професор и советник за труд и социјална политика на премиерот Христијан Мицковски. Значи зборувавме и за старосната граница и за некој А и Б сценарио и С, за тоа или В сценарио, за тоа како да се реши проблемот со пензискиот фонд. Значи тоа се опции, не е ништо да извлечеме заклучок да од утре тоа ќе се случи, но директорот Мемов спомна дека е против зголемување на старосната граница, бидејќи тоа е економски значи намалување на трошоците, она е лично за зголемување на приходите, значи тоа е другиот модел, да не се намалуваат трошоците, туку да се зголемуваат приходите, односно да има повеќе пари во ПИО. Спомнавте 14 или 15 мерки сте предложили до владата. Што до сега е реализирано од тие 14-15 мерки? Има ли придвижување? Бидејќи ако тие се веројатно ако се исполнат, ќе имаме уште помал дефицит во ПИО. Ние како Фонд за пензиско не сме креатори на политиките, ние сме инструмент на владата за имплементација на владините политики. Тоа не значи дека не можеме да размислуваме, да даваме сугестии, предлози и така натаму, своји размислувања. Менаџментот во текот на крајот на минатата година, почетокот на оваа година, предложи до управниот одбор сет на некои си 14-15 мерки, тие се веќе доставени до Министерството за социјална политика. Понатаму на Министерството е да ги процесира во владата. Дали тие ќе бидат интересни, нема да бидат, не е на нас да кажем. Немате фидбек да ви кажете? Не, немаме. Меѓутоа дискутираме, разговараме во јавноста, ги дискутираме веќе дел од тие некои предложени мерки. Спомнавме пред паузата за пасивните извори на приходи. Фондот за пензиско не треба да се гледа како изолиран инструмент во целиот пензиски систем, затоа што тука се веќе пензиските друштва и во вториот столб, меѓутоа и незадолжителните осигурителни компании во третиот столб. Е сега, кога размислувам за пасивни, кога зборувам за пасивни извори на финансирање, поточно мислам за да се размислува начинот на размислување и олеснување практично на законската регулатива за можноста за инвестирање на пензиските друштва во вториот столб. Сегашниот модел по кој што пензиските друштва инвестираат е преземен, тој бајаги конзервативен по моделот од Светска банка и тие можат да инвестираат во неколку сегменти, ограничени се во делот на државни обврзници, 30% може сигурни инструменти, на инвестирање. И можам слободно да кажам дека во овие 20 години пензиските друштва во Македонија имаат заработено за
потребите на осигурениците околу 1 милиарда евра. И сегашниот буџет што го имаат 650.000 осигуреници во државата во вториот столб е околу 3 милиарди евра на секој на своја лична сметка во тие пензиски друштва. Доколку дојде до олеснување на можноста за инвестирање, повеќе од сигурен сум дека овој буџет што го имаат пензиските друштва значително ќе се зголеми. Меѓутоа треба да се каже дека тоа инвестирање треба да биде под строга контрола на државата и преку Агенцијата за супервизија над работата на овие пензиски друштва, МАПАС. Така, ќе дојдеме до овој дел. Ние го обработувавме вториот столб, ми беа представниците на САВА вториот пензиски столб овде и актуар, прв пат да дојде актуар да зборува во подкасти во јавноста, не памтам во минатото дека се појавил актуар да зборува и баш беше интересна дебата, иако е за втор столб нешто така е поимагинарно, но морам да се вратам на 67 години или 65-66. Само ако дозволите, кога ги спомнавте актуарите, Фондот за пензиско веќе 10 години нема актуарско оделение. Еве го сега ние го формиравме одсекот за актуари. 5 актуари ќе се ангажирани веќе во фаза на обука преку проектот СИАП од Светска банка. Овој одсек или ово оделение кој што е директно под надлежност на директорот на ПИОМ ќе има задолжение да во следнава година да излезе со прецизни математички модели и бројки, проценки околу долгорочното планирање на сите овие процеси што ќе следуваат. Дали овие покачувањата се во ред, какви финансиски импликации ќе имаат на долг рок. Очекувам, и таа им е примарна задача на овие колеги од фондот, да во соработка со експертите од Светска банка да направиме ние повеќе математички модели околу фискалната одржливост на ПИОМ. Директоре, морам да ви го поставам ова прашање и тоа беше планирано да го поставам. Како воопшто може да се зборува дека сте фонд, а да немате актуар? Значи, 10 години да нема. Значи, не ми влегува во памет. Тоа е резултат на 20 годишното управување на фондот и не грижа за работата на фондот. Ако јас тоа го кажувам уште од минатата година до ден денеска. Пред 14 месеци, кога дојдов на позицијата директор на фондот, од кадровски аспект имавме направен дисбаланс во работењето на фондот. Различен пристап и пополнетост на филијалите на фондот, имаме 30 канцеларии низ државата, меѓутоа и во самата дирекција. Сега, кога имате вие политичко силување на фондот, на институцијата, имате ваков дисбаланс. И од кадровски, од стручен аспект, било дозволено актуарите кои што биле до 2013 година си заминат од фондот, тие се сега актуари во приватните осигурителни компании, меѓутоа, знаете како, да создадете еден актуар е процес. Тоа чини пари, ама и пари се заработува. Тоа се луѓе кои што се високо стручни аналитичари, кои што знаат математика, кои што знаат аналитика, кои што знаат статистика и кои што можат да планираат долгорочно. Сега во следниот период ние ќе направиме сериозни анализи кои што ќе ги доставиме до владата со бројки, да видиме дали овој швајцарски модел што е актуелен, кој што е на сила од март месец 2022 година, ги дал прецизни и точните показатели. Тоа е за зголемувањето швајцарскиот модел, за зголемувањето на пензиите. За тоа ќе збориме сосема на крај, нема да го заборавиме тоа, но мене не ми е јасно за една институција да има мотор, тоа се вработените, да има капетан, тоа сте вие, ама да го нема кормилото, тоа е актуарот кој што треба да кажува вака ќе одиме, односно да го
дава смерот на функционирање, односно на пловење на бродот во овој случај. Еве, сега го етаблирав. Неверојатно. А инаку само да ги потсетам сите што не пратат, ние бевме први овој подкастот каде се парите со мене Горан Теменогов, беше прва емисија кај што имавме актуар што зборуваше од вториот столб од Сава пензиско друштво, кај што зборувавме за предизвиците на вториот столб од актуарски елемент, од аспект, така што знаеме што е актуар и затоа го зборувам и се чудам што нема пиом такво нешто. Еве Сега ќе веќе го имаме етаблирано. Добро етаблирано. Ќе се вратиме на прашањето, нема да го ставиме под тепих овој пат 67 години, 65, 66 или 67 години. Се постава професоре, вие зборувавте и за работна сила и за демографија, лошо стоиме. Сериозно лошо стоиме и тоа се провлекува и во овој подкаст поранешниот директор, претходниот директор на статистика, кој е инаку демограф, предупреди на тоа, иако поставен од СДСМ, и они исто така предупредуваше на проблемите со демографијата и со идните проблеми со работната сила, и добар дел и од претходната влада беа свесни за се ова, свесни се и за во оваа влада. Што правиме ако не ја продолжиме не продолжиме старосната граница, што ќе правиме со работници во суштина, бидејќи сега може некој да продолжи да работи, но и тука да разјасниме кој може, кога се пензионираме и како се пензионираме. Ајде овој сет на дилеми да ги отвориме и да знаеме на каде треба да се движиме и што да очекуваме, бидејќи едно е да не сакаме да зголемиме, а друго е реалноста. Знаете, Горан, директорот добро ја спомна стратегијата во смисла да немаме сега да речем таква атмосфера да се преземаат конкретни чекори кон зголемување на старосната граница. Ако се зголемува хипотетички, сега јас малку и професорски. Так. Ако се зголемува старосната граница, ние спомнав дека Ова веќе не го советувате ова премиерот, ова не е став на влада, не го доставувате, ова е ваше како ова разговараме така, јас сум сепак пред сум професор и како професор сум и експерт и да не го земат авторитет. како политичко прашање ова така. Видете, секое прашање е и научно, а може да биде и политичко, затоа и социјалната политика, впрочем, која што се изучува како предмет и кај нас на правниот факултет, но и на филозофски факултет и така натаму, се токму е за креирање на политики за пензиските политики, политики на плата, политики на пазар на труд, економско трудови политики. Сега, овака поставена тезата е низ очилата на пензискиот систем. Но ако ја земеме оној дуализам кој што го спомнав, зашто би можеле да се зголемува старосната граница, втората страна на приказната или вторите очила би биле низ призмата на пазарот на трудот. Пазарот на трудот ви е сега сосема една друга приказна, а е поврзан што директно, што индиректно и со пензискиот систем, тоа мислам дека на сите ни е јасно и не треба што посебно да го објаснуваме. Ако го гледаме се од аспект на пазар на труд, да, кај нас се јавува недостаток на работна сила и тоа се јава секторски, во одредени сектори состојбата е алармантна, во одредени сектори не е толку алармантна. Каде е алармантна за почитуваните слушатели и гледачи? Во градежната индустрија, во гостителство, туризам, во кожарска, текстилната индустрија, значи и оние работни професии кои што се бараат високи квалификации, а каде што ние допрва поставуваме сега или со инвестициите не недостасуваат кадар, затоа што дел од луѓето заминуваат. Верувале или не, ако ги видиме параметрите кои се во однос на здравствениот систем, ќе констатираме на крајот на денот дека не недостасуваат и медицински персонал, односно сестри, болничари, нели, ако одиме по сите систематизации како колку луѓе треба да бидат вработени во здравствениот систем. Но сето ова, ако го пакуваме, ако го гледаме низ она призма, мене ми се допаѓа она што директорот да го кажува во принцип и сум за тоа. Гледам дека и такви ви се и паролите овде, каде се парите. Значи ние мора да создаваме пари. Пари има. Не знам дали ќе се согласат сите со мене сега ова што го слушам, ова бара подлабоко објаснување, но еве ќе го кажам. Значи пари може да се најдат. Во светов има пари и во Македонија може да има пари, не скапи пари, не со преголеми кредити, задолжување и слично, туку со начин на креирање на нова вредност. Оној предприемачки би рекол ја лидерски бизнис аспект кој што особено вакви институции како што е пензискиот фонд може да ги манифестира како дел од неговата стратегија за еден развој и фискална стабилизација. Но генерално недостатокот на пазарот на работна сила, ние имаме можност
и правна и економска да објективно размислуваме за зголемување на старосната граница и тоа за доброволно зголемување на старосната граница како модел кој што ни беше веќе употреба во Македонија и сите научни, стручни анализи покажуваат дека добро функционираше. Именно што се случува во моментов што како прашање пред малку и го начнавте како дел од оваа тема. Кога всушност се пензионираме ние денес во Македонија? Со која? Дали доброволно можам на 67 да се Кај пензионирам? нас не постои доброволен систем на пензионирање. Тоа сакам сите да го разберат од почитуваните граѓани, слушатели, гледачи до оние кои што применуваат, контролираат и вршат надзор во правото и и од аспект на труд, и од аспект на пензиски систем, и од аспект на други инспекторати. Значи, ние имаме задолжителен систем на пензионирање. Имаме граница која што е на 64 години точка извичник. Има одредени исклучоци согласно закон. Значи, законски, точно, нормативно, императивно уредени исклучоци во одредени професии, како што е во медицината, како што е во високото образование и негде специфично согласно некој лек специјалист, тие што се правници сигурно ме разбират, тие што не се, тоа се значи посебни закони кои што дурат само одредени сегменти од општеството. Во такви ситуации правни, да, има негде поместување до 67, оној модел кој што еве пред малку го зборувам, кој што беше веќе воведен пред неколку години, па потоа се укина од претходната влада. Во овој случај, се што е 64 години, кој ќе наполни, престанува со работен однос. Законот за работен однос е многу јасен. Значи, работниот однос престанува. Тоа не значи дека по автоматизам лицето ќе оствари старосна пензија. И Законот за работни односи, Закон за пензиско и инвалидско осигурување, Законот во член 104.0, во член 18 Закон за пензиско и инвалидско осигурување уредува дека за да оствариш право на старосна пензија, не велам на инвалидска и на семејна, потенцирам на старосна пензија, треба да биде кумулативно исполнет уште еден услов. Покрај 64 години старост да имаш и најмалку 15 години работен стаж. Но ако немаш 15 години работен стаж, ти не остваруваш право на старосна пензија. Ти не продолжуваш да работиш и понатаму во каде и да си, дали си ојавен или во бизнис сектор, додека не ги оствариш оние 15 години стаж. Теоретски модел. Што правиме? Што правиме во тоа? Вака, не смеам, јас сум пензиониран на 64, мислам, не можам да работам, да продолжувам, да уште 2 години 66 за да стигнам ако имам 13 Ако ми фалат години, стаж, значи 13 години имам стаж и нема да може не да работам до 66 да наполнам уште 15. Да, може и за неколку месеци да ви фалат, пак нема да остварите право на старосна пензија, но ќе имате право согласно Законот за социјална заштита да остварите друг паричен доместок, така наречена социјална пензија, која што е со одреден износ сега, да не околу 200 евра или колку е во моментов. И 14 години ќе ми бидат фрлени? У суштина? Тоа е суштината сега на прашањето. Не треба ние да измислуваме топла вода и да сватиме дека треба да реално да се размислува и ние тоа и како влада сега, но и од друга страна како наука, јас тоа сум го детектирал уште години наназад, и сум пишувал за тоа, дека ние всушност сега следниот чекор кој што треба да размислуваме да видиме дали може да дојме така наречен откуп на стаж, значи колку тоа би можело да биде, колку години наназад оди, или евентуално што има некои заговарање и во практиката, евентуално да се продолжи за тие лица да се продолжи уште некоја година стажот. Значи може откуп на стаж, тоа е една опција, продолжување на стаж ако му фали на некој, ама мора да ставиме лимит. Не може некој му фала 10 години и да на 64. Да, му фала до 60, само работел 5 години, да речеме, и му фала до 10 и за велиме ќе работиш ти до 74 години. Мислам, се губи смислата на целокупниот пензиски систем. Се губи смислата на трудовиот систем. Се паѓа во вода, во такви, затоа тоа треба да биде добро осмислено, да биде реално, да биде практично применливо и да биде на крајот на денот правично. Значи за сите чинители во општеството и да има одреден ефект. Ова за докуп на стажот постоеше порано и беше отфрлено, мислам дека под притисок на Светска банка, ММФ, така сега треба да ги најдам одлуките и отфрлено е пред 20-на година, мислам дека затоа што се сметаше дека не е тоа не е честно. Ама зошто не е честно? Не, друго е во прашање. Ајде да бидеме сега до крај. Уште повозрастните на млада сила внесува и имаше некој туку заради да се помести старосната граница да оди погоре. Значи нема да откупуваш стаж, нели ти фалат неколку години, нема да одиш на 64 во пензија да си откупиш на пример, еве да ставиме граница 3 години нас да можеш да откупиш толку. Со 12 години работен стаж уште пример, пример, ова е само модел, не е ова политика и не е ова сега став.
научно анализирање на работите. И да одиме 2 или 3 години назад да откупиш, тогаш значи ти реално на 64 ќе се пензионираш, ќе си го откупиш стажот, ќе исплатиш на колку треба на фондот. Еве ви директор еден фискален момент сега дополнителен инекција. Законот дозволува докуп на стаж и ден денеска, меѓутоа има одредени услови за докуп на стажот. Кои што се прилично неповолни. Условите се пропишани во законот и тие се следниве. Доколку работникот има пријава одјава, а работодавачот не му ги платил придонесите и компанијата е во стечај, тогаш за тој период каде што има пријава одјава, каде што имаме ние доказ дека работникот работел, Така, тоа некој не му ги платил. Тој може да ги докупи. Така. Логично е, ако компанијата или институцијата не е во стечај, не е затворена, тогаш може да се ги побарува од компанијата да му ги плати тие придонеси на таа плата за која што е работел во тоа. Ако постои компанија. Но еве, но 64 години, 13 години стаж, кврц, што правиме со тие 2 години? Видете, ова е друг сега, сосема друг пример. Јас зборувам баш за она каде што еве на некој реално му фали, не работел, значи не е спорно или не знам, работел во сива економија, не бил пријавен никаде, значи нема Аз еден сватил дека треба да работи, еве да речеме, или работел во сивата економија, бил на се црно. работил прв пат на 51 година и испуни 64, му фалат За да уште ви 2 години. помогнам, една од мерките што ја предложивме ние како фонд за пензиско до Министерството, од тие сето 14-15 мерки е да може физичко лице да си плаќа придонеси на одредена основица. Минималната основица да биде минималната плата. И зошто? Еве имаме фриленсери кои што остваруваат приходи, меѓутоа не сакаат да отворат компании, не сакаат да имаат фирми, не сакаат здравствено да се осигураат во државното здравство, имаат можност да си плаќаат приватно здравствено осигурување, меѓутоа сакаат да имаат да остварат право на пензија. Еден од тие предлози е да државата да им овозможи на физичките лица да може да си уплаќаат Само дозволете, сега да поентирам. Ова што го кажува директорот веќе е во постапка, веќе се работи и е веќе, што се вели, во финална фаза изготвување на закон за фриленсери. Значи закон кој што ќе треба да ги опфати лицата кои што така наречено работат фриленсинг, значи не се осигурани, нема Не се во заработуваат, системот, така. само плаќаат да речеме персонален дан. Така 10%. Некои не плаќаат, отвараат сметки во други соседни држави, па одат, значи се создава еден галиматијас и правен и економски и фискален, кој што дури инклинира кон одредени кривични казниви дела. Значи тоа е препознаено, е видено и веќе во финална фаза е изготвување на овој закон и верувам дека до година тој закон се надевам во пролетните месеци, најдоцна до рана есен ќе биде секако процес заокружено и ова ќе го решиме. Но ние не го решаваме оној проблем за ако ти фали реално една година или две. Ме разбирате? Така тоа уште еден предлог. Во оваа ситуација. Ми отварате многу теми. Уште едно размислување во комуникација со работодавачите, затоа што ние како фонд имаме комуникација и покрај со пензионерите остваруваме комуникација и со работодавачите. Работодавачите се спремни, подготвени се да плаќаат придонеси и да ангажираат и актуелни пензионери да им овозможат поради дефицитот на стручна работна сила, да им овозможат тие да работат скратено работно време, 4 часа или полно работно време, без разлика, надвор од овие категории што ги викаме докторите и професорите, значи во приватниот сектор, да можат тие да работат, да го дадат својот ангажман во приватниот сектор, меѓутоа придонесите сега, што би ги плаќале работодавачите, да дојдат на една групна сметка во фондот, и за пензиско, во фондот за здравствено, и тие придонеси да не влијаат на висината на пензијата. Со други зборови, пензионер си земаат пензија, меѓутоа и можат да остваруваат работен однос. И си земаат плата. И да си земаат и плюс нето плата. На таа плата работодавачите се подготвени да ги платат сите придонеси на државата. И тоа е дополнителен приход во фондот
и на пензиско и на здравствено ќе Но биде и на платата му агенција. останува, например, ајде да речеме 200 евра, зима нето плата, сето тоа се плаќа на нето платата и брутото што останува, Придонесите, но не да. влегува после тоа во Во пензија. пресметката за пензија. Затоа што во моментот на он пензионирање си останува. си останува решението. Тоа е едно размислување како предлог. Не е само размислување, јас сеќавам се надоврзам на директорот горе. А директоре, вака стојат работи. Ова е правно прашање. Сега имаме една правна ситуација и мислам дека е вредно да се отвори што ќе се случи од 1 јануар 2026 година. Имено со новиот закон за работно ангажирање на студенти, на И на пензионери, пензионери, на така. лица кои што се корисници на социјална помош. Така. Значи веќе формално правно од 1 јануари пензионерите, бидејќи збориме сепак сега само за пензионери, Така. ќе ги трнам на страна останатите категории кои што се фатени, во 3 сектора. Значи во земјоделие, во градежништво и туризам, угостителство беше, значи во 3 сектори им е дозволено да и покрај тоа што остваруваат право на пензија, по било која, за кој било вид пензија, да може да бидат работно ангажирани, значи со плаќање на придонеси, со плаќање, со земање на плата, да влезат во системот и да, но ограничен број на часови, не full time, значи не цело време, туку ограничен број на часови на годишно ниво да бидат легално ангажирани од страна на Односно бизнисот, сезонски, на да. компанија. Така. Тоа е за една сезонската работа. Тоа или Точно. сезонски бе, Да, така е, сезонски тука е да ангажман. се фати Значи, сезон. Ова нашето размислување е пошироко. токму Токму сега, 65 дена да биде у суштина. токму за тоа сакам да се надорам. Значи, вториот момент правен кој што сакам да го значи ова е сезонска работа. Вториот момент правен е што и денес, согласно член 146 од Закон за пензиско и инвалидско осигурување, пензионерот може да се вработи Да. доколку, значи предходно, потенцирам предходно, остварил право согласно решение, правен акт од страна на пензискиот фонд дека е пензионер, му била пресметана пензија и доколку има понуда, потреба да биде пак вработен, го става користењето на пензијата во мирување, значи со барање повторно до фондот, со правење каде што фондот му стопира исплатата на пензија и соодветно на тоа заснова работен однос или се ангажира по некој друг правен основ каде што остварува приходи. Значи сега може согласно Да, али не ја законското зима решение. пензијата. Но сега Само во ќе ја овој зима случај платата. не ја зима пензијата. Она што го кажа Сега директор. ова го користат избраните именуваните. Абе, да секоја да повеќе паричка кај што има. Добро, ова требаше да го скокнете како Знаете, забелешка, ама видите. да, и па не само избрани функционери, туку и во бизнис секторот има сектори Ама нема подобар бизнис од подсектор. избран именуван функционер што да Има, и знаете, Има и. сега дали има или нема, не налем, но има потреба ова да се решава на еден поинаков начин. И сега луѓе ова не го знаат и што прават? Не зборам за именувани назначени функционери или избрани функционери. За во бизнис сектор има негде потреба, негде и согласно закон, негде и доброволно каде што работникот работодачот му е потребен, станува збор за менаџер од висок калибар, кој што одлично ја водел компанијата, собственикот или колегите менаџери, топ менаџментот. Одлучува вели ти не зашто да одиш во пензија, ајде остани со нас. И сега што се случува? Не знаејќи ова правна ситуација, согласно закон за пензиско и инвалидско осигурување, они не го одјавуваат, не му даваат престанок на работен однос по сила на закон. А мора да го направат. А мора да го направат. Тоа не е договорно, тоа не е волја. Тоа е императивна одредба и продолжува лицето да работи и се случува еден проблем, потоа да он веќе лице полни 65, 60, 67 години, а не му престанал работниот однос и некако до тоа се провлекува, како да ви кажам, на еден многу суптилен начин незаконито. Но ова што го каже директор, само оваа поента, претпоставам дека веќе ги привршуваме. Не привршуваме, имаме втората пауза, а требаше да биде, нема да кажам кога. Да не се изгуби само поентата. За ова вреди да се размислува. Значи, затоа што е вин-вин ситуација, ја многу сакам вин-вин ситуација каде што сите добиваат. Ако зборам сега за бизнис сектор, само за бизнис сектор, да продолжи да работи лицето, да зема пензија, значи да уплаќа придонеси работодавачот, да зема плата, се плаќа и персонален данок и значи добива и работодавачот, добива и пензионерот, значи се добива приход, добива и дополнително осигурување и добива државата. Покрај тоа што ја исплаќа пензијата која што и вака и така ќе ја исплаќа, ќе добива повторно придонеси
Пред втората лица. пауза, Ова е пред само втората- за приватен сектор. Така, Значи, Само за зборуваме бизнис сектор така, ова го зборуваме. зборуваме за Не јавен за јавен, апсолутно не за Пред да јавен. одиме во втората пауза, па да финишираме после во третата третина, ќе помине ли вакво едно решение, на пример, има ли политичка волја, вие сте во контакт со кабинетот на премиерот и со премиерот, дали се подготвува нешто вакво да стартува? За сега, во скора иднина не, но има многу, како да кажам, платформата е одлична. Значи, премиерот е отворен за сугестии. Директорот, еве, и од сами него слушавте дека доаѓа идејата. Так. Јас сум ги правил анализите како професор во тој дел. Заклучоците се победнички и верувам дека ќе треба сериозно да седнеме и премиерот и владата и директорот и со стручната јавност во државата да ги разговараме овие работи отворено. Што се губи, што се добива. Так. Ако добиваме повеќе, тогаш зошто да не се размислува и да се спроведе како конкретна политика. Време е за втората пауза за нашите пријатели и ќе финишираме со подкастот во третата третина. Има уште многу работи што сакавме да ги кажеме, но еве, се распламта дискусијата во еден друг правец, што мислам дека е во интерес на сите нас, но да не должам многу, време е за паузата, па се враќаме после нејзе. Знаеш што ги прави празниците магични? Таа неодолива насмевка за тебе, омилениот колега. Возбудата која носиш со само еден потек, како прав другар. Радоста која не можеш да ја сокриеш. Оваа неискрена реакција која едноставно не можеш да изглумиш. И сите оние мали моменти кои те инспирираат за нови изненадувања. И овие празници споделуваме добри дела со оние што ни значат. За во новата година да бидеме уште посрекни, повесели, подобри. Срекни празници. Витаминка. Да, ќе финишираме во третата третина со подкастов. Гости се Никола Мемов, директор на Фондот за пензиско инвалидско осигурување на Македонија, и Лазар Јовевски, универзитетски професор и советник за труд и социјална политика на премиерот Христијан Мицкоски. Се отворија многу дилеми, многу прашања, зборувавме како да се изведе моделот да може да се работи и после 64 години, бидејќи двајцата соговорници не се за да се зголеми старосната граница за пензионирање, но да може да се работи на 64 години и тоа пред се само за во приватниот сектор, не за во јавната на доброволна основа, но доаѓаме до нешто што беше спомнато оваш од професорот, а тоа е да може да фриленс да плаќаат пензиско. Имаше еден обид тоа, мислам 2013-14 од страна на Ставревски, кога беше министер за Спасов, финансии. Тиме Спасов беше министер за труд и социјална политика. За финансии беше, ја Да. памтам владите по министрите за финансии Да. и предлозите. Се што е поврзано со пари во држава, го памтам со министрите за финансии, го бранеше и во собрание предлогот Ставревски, не помина, односно 2-3 месеца се спроведуваше и не помина. Се донесе законот, требаше настапи во сила, Стапи имаше 2-3 месеца се плаќаше, знам дека се плаќаше. Мислам дека не се плаќаше ниту еден месец, се донесе законот, требаше да стапи, да речеме, од 1 септември, но веќе крај на јули, почеток на август се донесе одлука да се повлече законот, односно го ставија адакта. Се плаќаше бидејќи ја фриленс Да, работе во тоа имавте- време и во даночните приходи, односно Значи, во еден месец може пресметката да било, беше, јули. мислам Јуни. дека беа два месеца, дека беше Може, отфатено и може, беше јуни, јули. укинато. Што значи сега ова, да објасниме на сите оние што работат фриленс или оние што немаат пензиско осигурување во моментов? Па на тој начин ова е, видите, набарање на фриленсерите. Така. Значи ова е набарање на луѓето кои што веќе увидоа, за разлика од тогаш кога имаше доста отпор во однос на плаќање придонеси за пензиско инвалидско здравствено, се увиде веќе луѓето не се подмладуваат, годините се поминуваат, доаѓа како што споменавме на почетокот, времето кога треба и да се користат одредени права по основ на пензиско осигурување и во тој дел барањето на луѓето кои што работат фриленсинг е да се најде начин, законски начин како да се овозможи да тие може да остварат право на старосна пензија. Во ваквиот систем ви кажав, значи минимум 15 години треба веќе да имате стаж. Да И се сега плаќа некои си пресметуваат со овие старосна граница на пензионирање, можеби некој кој што е над 50 на години вели па ја не ќе можам и еве и да уплаќам и да бидам во ова, дали ќе можам да остварам право на старосна пензија кој ќе наполнам 64 години. Никој не навлегува во оној дел каде што бидејќи фриленсерството е специфична работа, опфаќа
повеќе под области, да речеме, не е само новинарството, преведувачите се во прашање, оние кои што работат на дигитални платформи. Значи ние сакаме генерално да го решиме тоа како прашање од трудов аспект, од работен однос. И тука доаѓате на моја територија, односно на територијата која што јас сум, да речеме, фокусиран и за која што се залагам дека да, требаше не утре, не денес, вчера тоа да го решиме. Значи многу претходно да се дојде до решение, меѓутоа изгубивме за жал 7-8 години, ништо не отварајќи го. Кој би било решението според вас? Решението сега законскиот текст се усогласува. Не би сакал сега да откривам во овие детали, затоа веројатно ќе дојде многу скоро време каде што ќе можеме и посебно да разговараме. Но идејата е да може да се плаќаат и придонеси на одреден износ и да овие луѓе потоа си имаат право да остварат старосна пензија. Значи нешто што е прифатливо и за самите луѓе кои што се фриленсери. Со нив се работи законот, со нивните организации, со нивните здруженија и апсолутно пред да се финализира текстот и кабинетот и претседателот на владата и лично јас ќе се заложам да апсолутно се слушне гласот и на луѓето кои што се фриленсери, да видат, да се провери моделот, уште претходно теоретски, дали тоа би функционирало во пракса или не. Идејата е да профункционира. Можеме да имаме ние слово законско, ама да биде мртво слово на хартија. Не е тоа идејата. Идејата е да се реши конкретен проблем кој што постои во областа на трудот во нашето општество. Првиот обид, колку што се сеќавам, пропадна у суштина од една многу интересна причина, нели се плаќа по 10% персоналец и тоа не беше спорно, мора да се плати 10. Фриленсерите не сака да им се брцка у џебот повеќе од што они сметаат дека треба да се брцне, односно според законот се плаќаат 18,8% за пензиско, они сериозно се размислува, јас знам поентата. Не сакаат на пример на 1000 евра да платат 18,8, односно они би сакале да платат на 500 евра на пример или на 300 евра 18,8, а на 700 да им останат во џепче чисти парички. Тоа беше во суштина проблемот. Земено е тоа во предвид на маса и се разговара за процентот. Значи на кој дали ќе биде како што е или не, но мора да се размислува да не се доведат другите осигуреници во понеповолна позиција во однос на оваа категорија сега на луѓе кои што исто така се дел од трудот. Ме сеќате сега, ти ќе се постави веднаш прашањето, па зошто јас да плаќам токави предонеси, а некој не плаќал со години, сега му дават. Значи мора да се најде повторно велам вин-вин ситуација и да биде уставно, да биде законито. Така, добро, ќе ја следиме оваа проблематика, ова е интересно, на пример за фриленсерите. Објаснивме за од нова година што ќе стартува за пензионерите можноста за да работат сезонски, не е тоа за стално, и оноа што го кажа директорот дека добра би била идејата да може по 64 години доброволно во приватниот сектор, со тоа што пензијата ќе си ја зимаат и да си плаќаат, да добиваат нето плата, а придонесите работодавачите што ќе ги плаќаат да одат во некоја чекмеџе во фондот, што би се рекло, за да имате паричка и вие некоја. Само ако може да се надоврзам за фриленсерија. И не само за нив. Образовниот систем, како размислувам јас, образовниот систем мора да им овозможи на граѓаните на Македонија финансиска едукација. Како и на кој начин во текот на работниот век граѓаните да создаваат вредност, да создаваат, да осознаат за текот на парите, за кешфлоуто практично како функционира. Тоа не се учи сега во школа. Кога ќе имаме ние финансиски едуцирана нација, на тој начин, кога ќе дојде времето за остварување право на пензија, луѓето ќе имаат доволно знаење во текот на својот работен век за да си овозможат такви пасивни извори на приход, да не се подпираат само на извор од пензијата, него да имаат да си овозможат во текот на работниот век други извори на финансирање. Тоа се учи, тоа е наука. Меѓутоа образовните системи во повеќето земји во светот не го даваат тоа образование. Тоа не се учи денеска, не се во наставните програми, ниту во основните, средните, ниту пак на факултетите. Директоре, тоа точно не се учи, точно е, во право сте. Но има еден друг момент, кога веќе збориме ке таа финансиска едукација, постои менталитет. Да не го забораваме сега и она што е карактеристика, а што веќе некои научни анализи го покажуваат за македонското општество, зборам од доктори сега, не од
правници, економисти, него доктори на медицина и почитуваниот и покоен за жал професор Методија Чепреганов многу добро го дефинираше моментумот на македонското општество како незрело општество, како не матурирано општество, како општество кое што Па и со 35 години реално што требаме значи да во помине. финансиски аспект матуриране. Значи, токму ова што го спомнува директорот, да не влезеш во работниот однос со менталитетот ќе се вработам сега, ќе работам како што ќе работам, најчесто нели ќе гледам да не работам, да забушавам и ќе се пензионирам и тоа е за мене нели врвот со тоа професионално јас сум и го исполнил. Не треба баш така да се размислува. И обично работниците се вработуваат нели на 25, завршуваат на 64 и во текот на работниот век се што ќе заработат обично го потрошиле, немаат заштеда никаква додадена вредност. До И модел. во тој момент се прашуваат што сега понатаму. А пензијата е ниска. А пензијата е ниска. Вака, тука доаѓаме до моментот дали е функционален е овој модел што го имаме ние, први, втор и трет стоп. Сега ќе се задржам на првиот и вториот. Например, го спомнавме за австралискиот модел, мислевме дека Скандинавија имаат подобри модели и испадна дека австралискиот е можеби најбогат на светски рамки пензиски фонд, бидејќи го имаат земено најдоброто од двата модела. Го имаат британскиот кај што има минимално загарантиран приход што се овозможува, не се плаќаат придонеси, односно се уплаќа од даноци им се дава на пензионерите, например, фиксна сума, ако немаат тимот или немаат други, ако не се финансиски писмени, што би рекле вие, професоре, значи се дава одредена сума, например, $1000 секој пензионер добива без разлика на плата, на придонеси, не влегува сето тоа. И вториот столб, каде што инвестира врз основа на остварената плата, се дава во втор столб, кај што се инвестира на берзи, се оплодува сето тоа и едноставно он кога се пензионира има обезбедени минимум услови за живот, но има и втор столб кој што му доноси сериозни пари. Според математиките имаат $3,5 трилиони пензискиот фонд на Австралија, кој што мислам дека има 20 милиона жители. Значи, има огромен фонд. Ние имаме прв столб каде што имаме, еве се караме дали линеарно или процентуално да биде зголемувањето, имаме втор столб кој што функционира вака или онака не заради со вториот столб туку не ограничувањата што ги има за инвестирање, а и според она како што знам не се префрлаат сите парички од ние 6% во вториот столб, од некој дел од парите не се ни оплодуваат во текот на годината. Ке се сменили моделот, се размислували нешто да се направи од овој модел или остануваме вака како што е? Бизмарковиот модел. Европскиот. Ова сега вака се на куп вака поставено е малку хаотично. Тема за нов подкаст. Ова што би рекол сега премиерот на една пресконференција, тебе многов ти ги растори пердувите сега како да ги соберам јас. Добро, да ги расторивали. Мојата дефиниција на оваа теза е дека од дрвјата не ја гледаме шумата. И сега вие поставивте повеќе дилеми. Ги поврзав само. Да. Што е суштината на пензискиот систем? Суштината е дека кај нас во Македонија пензискиот систем се базира на концепт на социјална солидарна основа. Тоа е една работа. Втора, каде што имаме одредени фискални финансиски импликации од буџетот, односно државата. Сега, кога зборуваме за моделите, ние можеме овдека да изнесеме на маса различни модели, различни методологии, можеме да компарираме различни системи и така натаму. Основната цел, суштина на постоењето на овој Бизмарков систем, на пензиски систем е обезбедување на генерацијска солидарност да возрастните луѓе кои што не можат да работат, да имаат достоинствен живот. И државата е, согласно законот, и согласно со овие концепти е задолжена да го овозможи тој живот на возрастната популација. И тоа е основната цел на пензискиот систем, од хуманистички аспект гледано. Сега, ако гледаме математички модели, може да се дискутира дали овој модел е најдобриот модел, веројатно не. Може би има подобри модели, не знам, во Канада, во Австралија, во скандинавските држави и така натаму. Но
гледачите треба да бидат свесни и да знаат дека не сите држави во светот имаат пензиски системи. Нема во сите држави пензиски системи. Таму функционираат на некоја друга основа. Друго, земите членки на Европска унија, кои што се многу богати, исто така имаат предизвици со кои што се соочуваат во нивните пензиски системи. Дефицит за исплата на пензии има во речиси сите земји членки на Европската. Што се базирани на германскиот модел. Што се базирани на овој модел. Што го имаме и ние. Знаете како, за да дискутирате за одредени реформи, за одредени измени, треба да имате појдовна основа. На почетокот на овој разговор кажавме која е нашата појдовна основа. Реалниот дефицит на државата сега е 25% за исплата на пензиите. Ние имаме во Македонија 340.000 пензионери. Само да ви кажам за споредба, Словенија, која што има сличен број на граѓани, на жители, имаат над 700.000 пензионери. И ние како фондови од бившите југословенски републики, заедно со фондот за пензиско од Австрија, секоја година имаме конференција во различни држави се организираат, кај што ги разменуваме искуствата од нашето работење и овие информации се многу корисни. Сите држави од бивша Југославија се соочуваат со одреден дефицит. Прашање е на фискалната политика, даночната политика и се прават обиди за зголемување на приливите во фондовите. Така. Сега од друга страна, вие сте за приливи, не за расходи, но со линеарното зголемување малце боде очи кај дел од пензионерите, кај дел во јавноста. Едни се за процентуално, друго за линеарно. Сепак сериозно влијаеше линеарното зголемување на дефицитот во ПИОМ. Ќе се продолжи, мора да се најде начин на правила на игра кои што ќе бидат стандардни, дали ќе бидат цело време линеарно, иако никаде нема во светот, секаде има она усогласување со кај нас со просечна плата и инфлација, но не знам зошто со просечна плата па да се усогласува, а не само со инфлација, бидејќи реално осиромашуваме со инфлацијата, а просечната плата таа може да зависи од многу фактори, на пример од IT секторот ја дигна многу просечната плата. Зошто одиме со усогласување со просечна плата и со инфлација? Едноставно, малце како премногу труд се вложува да се задоволат пензионерите, а премалце се води сметка за се останато. Зголемувањето на пензиите од минатата година, септември месец 2024 година до денеска изнесува кумулативно 6.000 денари секој месец за пензионерите. Значи, од септември 24 до март 24 имавме 2.500 зголемување, минатата година во март имаше 2.500, сега имавме во септември 1.000 денари, тоа се вкупно 6.000 денари месечно и планирано е во март месец следната година уште 1.000 денари и усогласувањето согласно старите одредби од законот да си имаме усогласување во септември месец 2026 година под швајцарскиот модел. Зголемувањето на пензиите е политичка одлука и тоа беше ветување на ВМРО-ДПМН на парламентарните избори и граѓаните го гласаа тоа. Не гледам никаква причина зошто да не се донесе закон за зголемување на пензиите и тој да си биде како што и е, според моите ставови, моите размислувања, дека си апсолутно согласно уставот на оваа држава. Тоа број 1. Број 2. Мојот личен став по однос на линеарното зголемување, односно целата сума на средства што се предвидува за исплата на пензиите, согласно пресметките се согласно швајцарскиот модел, а да се распределат подеднакво на сите пензионери е правично и исправно, според мене. Затоа што разликите, сведоци сме во јавноста дека погрешно се третира улогата на пензискиот фонд.
некои го третираат како акционерско друштво, што воопшто не е така. Секој осигуреник во текот на својот работен стаж си уплаќал придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, зависно од тоа колкава плата имал. Разликите во тоа кој колку уплаќал завршуваат со денот на пресметката на пензијата, на висината на пензија и со денот на издавањето на решението за пензија. Вие сте уплаќале повеќе, имате поголема пензија, јас сум уплаќал помалку, имам помала пензија. Сега, линеарното зголемување се однесува на токму на овие два фактора, инфлацијата и зголемувањето на просечната плата. Инфлацијата е подеднаква за сите граѓани на оваа држава. И тука, според мене, нема ништо нелогично, нема ништо неуставно. Ако направиме споредба, еве ги со швајцарскиот модел, какви се реперкусиите по основ на зголемувањата на пензиите по тој модел? Тој е донесен 2022 година во месец март. 22 година. Зголемувањето на пензиите од 2007 година до 2022 година нема поминато повеќе од 9%. Ова зголемување сега на пензиите што го направи владата од 24 година до ден денеска е 29,6%. Во изминатите 22 години ниедна влада нема зголемено толку пензиите за вакав краток период. Само за споредба ќе ви кажам колкав е импактот и каков бил импактот од користењето на швајцарскиот модел во проценти. Еве ги, тој е донесен во месец март и 22 година. Во месец март 22 година покачувањето, односно усагласувањето било 2,9%. Во месеца септември 6,8%, кумулативно 9,7% за таа година. За 23-та во март 8,4%, во септември 5,3%, кумулативно 13,7%. И во март месец 2024 имаме согласно швајцарскиот модел зголемување од 5,3%. После тоа, новата влада ги носи овие законски измени за зголемување на пензиите од во кумулативен износ за една година од 29,6%. И тоа сега пензионерите треба да го имаат во предвид. Го имаат во предвид, но го имаме и ние што не сме пензионери, дека ние го плаќаме тоа зголемување. Да. Ние го плаќаме, при што мора да зборуваме само 3% поени се посиромашни пензионерите во однос на вработените. И се втора најнесиромашна категорија. Има посиромашни две категории од пензионерите. Само 11% од пензионерите се под граница на сакате да ми сиромашни. кажете дека вие сте против зголемувањето на пензиите? Усогласување во согласно можностите и да не осиромашат. Тоа е инфлацијата. Но 29% инфлација нема за една година. Значи, тоа некој го плаќаме ние како граѓани. Да. Дали е фер ние да ги даваме сите за да се зголеми 30%? Ова зголемување, еве ги, за следната година кажав дека се дополнителни 500 милиони евра повеќе пари за пензионерите. Да. Тоа го плаќаат сите граѓани на оваа држава. Дали е фер? Јас не сум компетентен да кажам дали е фер, дали не е фер. Јас сум компетентен да кажам дека оваа држава е социјална држава. Неспорно. И владата смета дека треба да се намалат социјалните разлики помеѓу пензионерите и на пензионерите да им овозможи достоинствен живот. Тоа е неспорно, но има разлика ако се покачи, на пример, на оној што има 24.000 пензија или 21.000 пензија и да им се зголеми на оној што има 65.000 или 55.000. Значи, ние ги зголемуваме на сите пензиите, но Може ли да се надоврзам овде? Да финишираме. Чисто да финишираме, 21.000, Видете. јас би им ги зголемил многу повеќе, но од што би им зголемил 65.000. Тоа е социјалната држава, а не оној што има да добие уште повеќе. Добро, сепак и тие со 60.000 или со 70.000 денари, и тие имаат, ги чувствуваат импактот на инфлација. Така, ама мене не ми пораснала платата 30% за една година.
Знаете каде Да никого не порастала на 30% за една година. треба да навлеземе во извориштето на решението зошто е така одлучено финално. Покрај тоа што најголемиот дел од пензионери беа за таквиот начин, покрај тоа што Они ќе беше бидат секогаш политичко ветување. Природно ја би бил кој ќе бидат пензионер, прв ќе бидам што ќе се и пуни тие што земаат повисоки пензии исто така добија високи износи на зголемување што до претходно не ги добиле никогаш и така натаму. И тоа и би рекол сите беа задоволни, но каде е сега цаката, она народски кажано, каде е деталот, она што се гледа. Во суштина ние швајцарскиот модел, ако сега вие мислам како да ви кажам, се јас сум го проучувал и надолу и попрекуп и го имам практично обработувано за кейс стади за некои, значи таму пензискиот систем е сосема поинаку поставен. Ние сега го сијаме во делот на процентуалната распределба, меѓутоа таму пензиските основите се многу поинакви. Таму луѓето проверете колку плаќаат придонеси за пензиско инвалидско осигурување, значи на платата речиси колку што земаат нето толку е и брутото речиси без малку, значи некој помал процент и така. Значи тоа се држави кои што во својата пензиски систем имаат многу висока пензиска основица. Кај нас кај беше проблемот? Наследените социјални разлики кои што ги има и кај работниците, и кај пензионерите, значи генерално во севкупното општество, исчекорот на оваа мерка и на овој начин сега на поинакво законско или интервенирање во законското да се изедам правнички решение беше да се намали таа социјална разлика помеѓу оние најниски пензии и оние кои што земаат максимална пензија или под максималната. Тоа е исправно. Тоа го поддржувам, ама не се намали. Гледате сега што се случува. И Зошто сега не добија првата група, односно најбогатите 1000 денари, во втора група 3000, а оние што се во најлошата, но во најниската група, трета група или обратно беше сега. Ама сега добија сите исто. Тоа го објасни Тоа е директорот. неуставно. Тоа е Ама не, Така како гледаш. На некој Знаете повеќе, како? некој помалку. Не, тапана е, секој има различни потреби. се плаќа од Ја ве буџетот разбирам. на Ама не државата. добиваат сите социјална помош, туку на тие што им треба, тие што се ова не социјално е, загрозени. ова не е социјална помош. Стандард може да се регулира. Тука е проблемот. ова е Еден стандардот принцип на на 65.000 денари правичност пензија, друг е кој стандардот што на сакаш 25.000. видите. Принцип на правичност кој што сакаше да се спроведе во смисла да сите пензионери добијат одредено покачување заради пред се економските параметри кои што ги имаат во државата и намалување на тој јас, да, во правости тие што имале, да речеме 60.000 денари, тие добиле до сега 6.000. 71.000 ти има, тоа Да рече, 45. добиваат, меѓутоа таква беше одлуката. Значи нема сега Тоа тој е проблем е во линеарното зголемување, што добиваат сите Ве разбирам. подеднакво. Сега ако одиме на процентуално, видете и ако сега Процентуално е полошо за сиромашните, бидејќи дефинитивно е полошо, но го спомна и директорот, мислам дека вие словенечкиот модел, ако видите таму ви е 975. Тие што имаат најниски пензии добиваат 9% валоризација согласување на пензиите за 9%, оние кои што се средно имаат таму е уставно, кај нас не е уставно. да речеме добиваат 7, оние што се средни, оние кои што се со највисоки пензии добиваат зголемување од 5%. Така е во моментов актуелно во словенечкото Тоа решение. би можело и кај нас тоа да се веќе е веќе е една интересна комбинација, едно решение кое што можеме да разговараме и можеме да дискутираме. Инаку ако одиме само на принципот на линеарно зголемување, тогаш ќе треба ако продолжиме таму, ќе треба да направиме уште некои други потоа законски измени затоа што не може само така да се обстои. Тоа што е последно е дека од септември се продолжува или се враќа, како сакате кажете, процентуалниот начин на пресметка на пензијата, но вреди и добро е што го отворив тоа, вреди да се размислува дали процентот можеме да го согласиме за да биде правичен за сите во однос на примањата кои што ќе ги земат, бидејќи основицата е различна. Тоа е да финишираме, значи да, јас сум за различни проценти, најсиромашните најмногу да добијат, а тие што имаат поголеми, повисоки пензии, помалци сега ќе ме убијат тие богатите, но тоа е тоа. Јас сум за некоја социјална правда. Само уште еднаш пред последно прашање ќе ви поставам лично мислење, дали дефинитивно сметате дека
не треба веќе линеарно, еве последното ќе биде во март и потоа да се прекине со линеарно зголемување, или оставате можност дека и да се размислува и во иднина. Сега личен став некако советник на премиерот Христијан Мицкоски. Како професор ќе ви кажам, јас ги правам анализите, ги правев и предходно и во однос на тоа дали воопшто и што би било ли за линеарно покачување. Од тоа што до сега го имам изанализирано, за ова спремам еден труд научен кој што ќе го објавам. Светам дека со мартовското покачување дека ќе дојдеме до една ситуација каде што сметам дека ја постигнале целта и дека после тоа, сега зборам вака како аналитичар, така, како професор, како човек, не како експерт, политички кој што предава социјално осигурување, социјална политика и така натаму. Значи сметам дека во тој дел се постигнати ефектите, мерката ги постигна ефектите и се враќаме и дека е добро да се вратиме на старото решение, но отварам простор за размислување и во академските кругови, но и надвор од академските кругови, да видиме дали процентот е како што треба, но и она зголемување 975 во словенечкиот модел, и тоа има недостатоци. Немој да мислите дека е тоа совршено. Значи тоа веќе го анализирам и веќе гледам дека и таму има и таму ќе треба потоа некои други процеси ние да ги менуваме, затоа што видите, нема идеално решение. Ние треба да имаме што е најдобро за Македонија, за македонскиот пензионер, за македонскиот пензионерски систем, за македонското општество. Македонските интереси треба да водат пред се и над се. Добро, тоа е вашиот да завршиме. Линеарно, процентуално, мешано, никакво, секакво. Се обуџа да отиде во пијом. Ќе се вратам на констатацијата од предходно. Ние можеме да дискутираме за воведување на различни модели, методологии за пензиски систем. Битно е да владата ги овозможи механизмите, граѓаните, пензионерите кои што се од возрастната категорија да имаат стабилен, достоинствен живот, мирна старост. Сите математички модели се заслужуваат да бидат ставени на маса и да се разгледуваат. На крајот на криштата, еве и методологијата и на пресметка на пензијата. Од првичните состаноци од актуарското одсек, оделение или како сакате, гледаат дека првичните информации мисле дека и таму може би има некои недостатоци, некои фалинки, затоа што таа методологија е постара, не знам, 5-60 години, може само се од претходниот систем. Малце е нешто надоградено. Не се битни математичките модели. Тие можеме ние да се договориме како што кажа професорот, да одговараат за македонските услови за нашите граѓани. Затоа што и швајцарскиот модел не го измислија нашите политичари, тој беше предложен веројатно од Светска банка, од странски експерти, каде што нашите политичари од претходната влада го прифатиле. Како во тогаш можеби им изгледало дека е добро решението. Законот предвидува ова што е линеарното покачување да заврши во месец март и потоа се применуваат старите одредби со швајцарскиот модел. Добро, ќе видиме како ќе се одвива. Господа, ви благодарам што бевте дел од подкастов. Малце подолг подкаст, одамна не сум направил вака машала подкаст, но имаше за што да се зборува. Се надевам дека за сите што не гледаат, што не следат и не слушаат, ова ќе биде интересно, бидејќи овде има многу поенти што во иднина ќе треба да се обработуваат, а знаете, овде што ќе кажеме по 2-3 дена или по 2-3 месеци станува актуелно во јавноста, во мејнстрим медиумите, така што гледајте го подкастов за да знаете што не чека во наредниот период. Уште еднаш ви благодарам што бевте дел од подкастот. Благодарам за поканата и можност. Се гледаме наредната епизода, таа ќе биде малце порелаксирана, ќе биде посветена на еден тип на бизнис што го отворивме во еден друг подкаст, а тоа е за употребата на медицинската марихуана. Овде ќе зборуваме за некој што ја одгледува, односно како се врти тој бизнис и дали постои во Македонија. Затоа следете не и наредната епизода. Секој е добро.